да се каже дека Македонија има најбогато дзидно сликарство во средниот век на просторот на Балканскиот полуостров. Во повеќкото од 50 манастири и далеко повеќе цркви во Македонија се исполнети со фреско сликарство, работени од зоографите, кои од ним некои познати, а некои и анонимни до денес. Ако евангелистите го напишеле Новиот Завет, тогаш подоцна зоографите со својата четка биле инспирирани и ги осликале, односно ги украсиле тие цркви и манастири на тлото на Македонија. Таму тие го раскажале тој драматизам кој се појавува во Македонија. Преку повеќе сцени и композиции, раскажање Стариот Завет, но најповеќе зоографите ги украсиле црквите со страдањата Христови, неговиот животот, рождеството негово, неговите страданија, неговото оплакување, неговото распетие, воскресение и вознесение горе на небото. Сето тоа богатство ја чини Македонија како ризница во склопот на византиската уметност, а и пошироко во склопот опште на средновековната уметност кај нас и во светот. Нерези, манастирската црква Свети Пантелеимон. А во неа оплакувањето Христово и симнувањето на Христа од крстот станаа поим во светската литература, а воедно и животна желба на љубителите на уметноста, овие фрески да ги видат со сопствени очи. Каква човечка драма, каков реализам, несватливи за 12-тиот век, ниту пак за византиското ликовно творештво. Ете тука, во Нерези, се зачетоците на драматизмот во нашиот средновековен фресков живопис. Тука, во манастирската црква, во еден миг застанува здивот на гледачот, најпрви надвоскит, од силните импресии што ги создава големото дело на зоографот. А потоа се соживува со настанот и тој самиот станува учесник во драмата, која се збиднува и сочувствува во болката на личностите од фреската. Сцени слични на нерешкото оплакување имаат двојно иконографско значење, иако распоредот на фигурите е сличен. Нерешкиот мајстор зоограф се одлучил за драматичниот момент кога мајката плаче над мртвиот син. Болката на Богородица спрема мртвиот Христос е предадена реалистички. Сцената е прикажана како од земскиот живот со изразени човечки емоции. Неслучајно нерешкиот зоограф бил инспириран од Никодимовото Евангелие, каде што Богородица го оплакува Христа со зборовите: Како да не те оплакувам, о сине мој? Како да не го кинам лицето свое со ноктите своји? Моите солзи, о моje сакано дете, кој ќе ги сопре?
Анонимниот, но затоа голем зограф по своите квалитети се определил за она што е суштинско. Имено, поворката која го пренесува Христовото тело. Зографот ја сопрел во моментот кога Богородица паѓа на колена, оставајќи ги неприродно расчекорените нозе, кое во Византија никаде не се појавува, и така држејќи го во скутот мртвото Христово тело, загрлена му го целива лицето. Во тој миг на оплакувањето, апостолот Јован наведнат ја целива раката на својот учител, а Јосиф од Криматеја и Никодим клечат и му ги придржуваат нозете на Христа. Се е во знак на жалост. Оплакувањето во нерези представува кулминација на мајсторот Зограф во изразувањето на драматизмот во нашето средновековно сликарство. Живите гримаси на лицата, кога е тоа потребно, ги прават одбраните движења на телата и на соодветниот натрешен свет. За разлика од поранешните тивки, тажни оплакувања, овде во нерези се е претворено во грчевит плач. Сето тоа ќе го запишат еминентните византолози, истакнувајќи дека многу сликари од времето на нерези се обиделе да го дофатат изразот за кој тежнеела епохата, како што се оние во Бачково, во Бугарија, Ѓурѓеви столбови во Србија, Свети Ѓорѓи во Стара Ладога во Русија, и така натаму, но на ниеден не му успеало да го доведе речиси до недостижност, како што тоа му успеало на сликарот во нерези. Зар се во ова не ја потврдува големината и значењето на нерези во пошироките рамки на светската уметност? Кон крајот на 13-тиот век, драматизмот на фреско живописот ќе го повторат или продолжат зографите Михајло Астрапа и Евтихиј во црквата Света Богородица, Периблептос, денешен Свети Климент во Охрид. Тие, иако не се подпирале на драматичните сцени од нерези, во своите фигури внесувале драматични и експресивни расположенија и во тој поглед изградиле свој личен стил на изразување. Ако го следиме интензитетот на внатрешниот живот на личностите на византиските фрески, можеме да согледаме дека во Периблепта човекот се ослободува од воздржаните расположенија и е прикажан таков како што моментот наложува. Нажален, со јасни знаци на болка и тага, уплашен, со гестикулации на телото и израз на лицето. Сето тоа го наоѓаме на фреските во наосот на црквата, во композициите каде што се илустрирани Христовите страдања. Групата жени во композицијата Оплакувањето Христово се во движење и во отворено искажување на болката. Вештината во компонирањето на големите сцени во Периблеп